Чувари на водите е насловен проектот од Еразмус Плюс програмата кој што го координира професорката по англиски јазик Анита Димовска. Основното училиште Кочо Рацин проектот го реализира во соработка со училишта од Португалија, Шпанија, Италија и Турција. Дел од активностите веќе се завршени, а некои допрва ќе следуваат. Целта е преку активностите децата да се поттикнат да ја почитуваат водата како извор на живот, да се грижат за неа и да ја користат мудро, посочува Димовска. Темата на нашиот проект, како што кажува и насловот, е всушност зачувување на водите како основен извор на живот. Соработуваме со училишта од неколку држави, и тоа Португалија, Брага, Тортоса, Шпанија, потоа Италија од Дженова училиштето и од Турција од Истанбул. Лани бевме ние домакини во април 2022 година, а веќе од септември, октомври бевме во посета на училиштето Турција, потоа во ноември во Италија и сега ни следуваат две мобилности активности по една недела, во време трајање од една недела, во април во Тортоса во Шпанија и во мај завршно во Португалија. Навистина впечатливи активности, убаво организирани и подготвени од страна на училиштата домакин. Секоја мобилност е од различен аспект се обработува темата вода. Да речеме во Истанбул посетивме и успеавме да видиме различни видови на вода со која што е обкружен Истанбул, се разбира Босфор, Мраморно море, но и Црно море, и учениците научија за важноста на економијата, економскиот аспект за кога еден град е лоциран и обкружен со толку различни видови на води. Од друга страна пак во Дженова највпечатливо беше тоа што водата како моćен извор од природата знае да биде придобивка и бенефит за сите кои што живеат околу неа и покрај неа, меѓутоа знае да има и негативни последици како страшната поплава која што ја доживееле луѓето во 2011 година, која што однели многу жртви. Со самото тоа децата се поттикнуваат да ја почитуваат водата како извор на живот, да се грижат за неа и да сме свесни дека треба да ја сочуваме и да ја користиме мудро. Во моментов во Кочо Рацин е активен уште еден Еразмус проект наречен Откри го светот со новите технологии, кој што го координира заменик директорката и педагог во училиштето Сашка Стаменковска. Во овој проект училиштето соработува со училишта од Бугарија, Грција, Полска и Италија, посочува Димовска. Крајниот рок за реализација на двата проекта е август годинава. Ваквите соработки преку Еразмус програмата нудат уникатна можност на сите ученици кои што се вклучени активно, меѓутоа и на наставниците кои што се дел од Еразмус тимовите, за размена на идеи, соработка на добри со другите колеги, размена на добри практики, меѓутоа и учење на нови работи. Колешка Сашка преку технологии, ние екологија, навистина учениците дознаваат работи кои што можеби не би ги осознале во текот на секојдневното образование, им се прошируваат видиците, среќаваат деца и семејства од други култури, ги прифаќаат, ги почитуваат различностите и пред се стекнуваат трајни пријателства. Основното училиште Кочо Рацин активно реализира Еразмус проекти од 2018 година.